Почитувани добровечер, гостин вечер во емисијата Стаф е Игор Божиновски, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Господине Божиновски, добровечер и благодарам што издвоивте време вечерва да поразговараме за предстојниот референдум. Добровечер и од мене и секако задоволство е да присуствувам во вашата емисија секогаш кога ќе ме поканите. ВМРО ДПМН долго време беше без јасен став околу предстојниот референдум, а потоа на протестниот марш во Штип, председателот Христијан Мицкоски порача дека секој самостојно треба да одлучи дали ќе излезе на референдум. Оваа порака во јавноста различно беше толкувана, некои ја сватија дека лидерот нема свој став и дека не може и не смее да го остави своето членство самостојно да одлучува за едно толку важно прашање. Македонија е на крстопат. Ова е историски момент за Република Македонија и за граѓаните во Република Македонија. За да поразговараме околу ова ваше прашање, мора да направиме еден краток осврт како дојде до оваа ситуација. Како дојдовме до овој момент да понудиме се, да прифатиме се, од другата страна да не добиеме ништо. Како дојде до тоа Република Македонија да прифати еден договор, понижувачки договор, договор кој во себе крие многу нагазни мини за нашето понатамошно евроатланско напредување. Прво, овој процес е долгогодишен процес. Целата светска јавност беше заинтересирана сите овие 27 години овој процес конечно да дојде до своје решение. Сите претходни политички гарнитури, политички елити кои ја воде Република Македонија, се трудеа, преговараа да изнедат решение и надминување на овој проблем што го има Грција со нашето уставно име. Секогаш се чекаше подобро решение, секогаш се чекаше да се дојде до некој решение кој нема да биде понижувачко за Република Македонија и нејзините граѓани. Од друга страна, дојде на власт Зоран Заев и принудното решение како министер за надворешни работи господинот Никола Димитров. И од тука почна целата игра. Зоран Заев е политичар кој не победи на избори, а ја доби власта на тацна. Ја доби власта на тацна за да испорача тоа што треба да испорача. Од друга страна, имаме министер за надворешни работи, човек кој никогаш не се појавил на избори. Човек кој никогаш не ја побарал довербата на граѓаните. Класичен кариерист, човек на кого му е битна неговата кариера и неговото напредување во кариерата. Од тука почна се. Има три моменти кои би сакал да ги издвојам, а кои некако не доведоа до оваа шахмат ситуација во која сме денеска. Тие три моменти се сервилноста, што ја покажа македонската страна, предводена од Зоран Заев и владата, спрема Република Грција. Втората работа е излегувањето од рамките на преговарање во Обединети нации и третата работа е она е најкатастрофалната, прифаќање на промена на устав, социјална промена на уставно име. Што се однесува до сервилноста, сите сме свесни, бевме сведоци каква сервилност спрема Грција покажаа Зоран Заев и неговата политичка врхушка од првиот ден на доаѓање на власт. Што се не замолија Грција да ја прифати, а што ќе е понизно за нашата штета. Вакво понижување, вакво починување немало ниту еден политичар во овие 27 години во Република Македонија. Па се сеќаваме како Зоран Заев го молеше Ципра да слават нова година у Грција, па на крај се задоволи со градоначалникот на Солун, Бутарис. Видете, не е шега. Зоран Заев и Никола Димитров воопшто да не преговара. Јас сум убеден и луѓето, експертите се убедени дека денеска ќе имавме подобар договор од овој договор што го имаме сега. Да и дозволи на Грција, вие направите еден договор да се реши името
на Грција, на нивната политичка гарнитура ќе им беше срам да ги инкорпорираат сите оние одредби што Зоран Заев, Димитров, Шекерински и целата влада онака ладно ги прифатија. Грција ќе направеше подобар договор од ова што го прифати Заев и Димитров. Што се однесува до излегувањето од рамката на Обединените нации, од тука почна крајот. Значи, кога Република Македонија, тоест владата на Зоран Заев, реши да ги напушти овие преговори на ниво на преговарачи и да го подигне нивото на министри, подоцна на премиери, од тука почна загрунузувањето на сите оние наши позиции. Поради тоа што преговарањето во рамките на Обединените нации е механизам за заштита на помалите, во овој случај Република Македонија, во однос на поголемите, тоа е Република Грција. Од тогаш почна падот. И на крај, се сеќавате на оној пробен балон, на она димна завеса со предлогот Илинденска Македонија, кој беше пуштен за да се навлече наивната надворешна политичка гарнитура што преговараше во тој момент, се со цел и со крајна намера да го прифатиме конечното промена на устав и промена на уставното име Република Македонија. Беа предупредени и на разговорите лидерски, и председателот Христијан Мицковски во дебата го предупреди Зоран Заев дека ќе му следува нов предлог после ова, иако он беше спремен да води за ова работа, иако Димитро беше спремен да поднесе оставка доколку не помине Илинденска Македонија. Меѓутоа, тие не послушаа, како што не послушаа многу добронамерни совети од страна на председателот и опозицијата, и се случи тоа што се случи. Грција го одби веднаш предлогот, меѓутоа длабоко се заблагодари затоа што Република Македонија поткрена лествичката и кажа во ред од сега мора да разговараме за промена на устав. Тоа е крајот и така дојдовме до овој проблем. Сега сме момент на 9 дена до одржување на референдумот. Референдумот за изјаснување е крајно манипулативен, поставен на овој начин како што го постави Зоран Заев и неговата влада. Крајно манипулативен, збунувачки, со повеќе значни прашања. Уставот и законот за референдум е многу јасен и дециден во врска со референдумското прашање. Значи, таму е зацртано, законодавецот зацртал дека референдумското прашање мора да биде јасно, незбунувачки, еднозначно. Во овој случај имаме експертите по уставни прашања, изнајдува некои 8 комбинации на одговори во ова прашање. Голем дел од луѓето во Република Македонија, огромен дел, мнозинството, тоа ќе се покаже и на референдумот, се за ЕУ и за НАТО, меѓутоа не се за прифаќање на ваков капитулантски договор. ВМРО ДПМНЕ понуди решение и кога дојде до ова крајна точка, понуди решение да го поставиме договорот прифатен во Преспа, подпишан, да го поставиме на референдумско изјаснување. И тогаш ние како ВМРО ДПМНЕ, нашите симпатизери, членови, поддржувачи и граѓаните Република Македонија ќе ги образложевме сите штетни одредби прифатени, сите штетни последици што ќе дојдат од овој договор и ќе ги повикаме да гласаат против. Оставивме простор да разговараме дали тој референдум да биде консултативен или задолжителен, меѓутоа од другата страна не наидовме на позитивен одговор. Значи, се отиде со ова прашање, повторувам што е крајно манипулативно, избунувачко, луѓето се шегуваат, ова е 3 во 1, како Нескафе ова прашање. Поради тоа, ВМРО ДПМНЕ реши на наш својствен начин, не од канцелариите како овие наши политички противници, се пуштиме на терен преку Лето за Македонија, да направиме навигација помеѓу народот, да го слушнеме мислењето
да го кажеме нашиот став во врска со овој договор и некако да извлечеме конечен став, партиски став кој ќе го соопштиме на граѓаните. После сите оние сондажи и мерења на теренот, после сите посети, после направените координации со пратеничката група на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, Извршниот комитет зазема став кој едногласно беше одобрен на Централниот комитет на ВМРО-ДПМН и тој став е дека ВМРО-ДПМН ги повикува граѓаните на 30 септември секој да постапи според собственото убедување. Тоа значи доколку смета да излезе на референдум и да гласа за или против, меѓутоа доколку смета и да абстинира од овој референдум. Македонија е, повторувам, на крстопат. Ова е надпартиско прашање. Ова не е прашање на ВМРО-ДПМН и СДСМ, не е прашање за Христијан Мицковски и Зоран Заев. Ова е надпартиски момент, овдека партиите не можат да одлучуваат. Единствен суверен во оваа држава се граѓаните. Тие се доволно разумни, тие се доволно свесни, тие добро знаат што значи овој наш став и тие добро знаат што треба да направат на 30 септември. Дали да излезат на гласање или да абстинираат. Ние веруваме во македонскиот народ дека тој мудар и ќе направи правилен избор за себе, за своето семејство, во чест на своите предци, но и за своите идни поколенија. Каква порака прати лидерот Христијан Мицковски на протестниот марш во Штип, клекнувајќи на колена во јавноста? Исто така и за ова имаше различни толкувања, но всушност која беше целта на организирањето на овој протестен марш во Штип? Во текот на летото и во склоп на акцијата за Лето за Македонија, организиравме неколку протестни маршови во градовите во Република Македонија. Еве сега во недела сме во Охрид. Христијан Мицковски испрати една многу јасна, чиста, државничка, лидерска порака со овој негов гест во Штип. Но само мал увод ја давам на ова нешто. Неколку дена пред тоа, во јавноста излезе едно писмо од поранешен председател на СДСМ и поранешен председател на Република Македонија, Бранко Црвенковски, каде што даде човекот подршка за референдумот, повика да се гласа за. И тоа е единственото нешто добро во овој момент. Единственото нешто добро во овој момент е што на едната страна се наредија Црвенковски, Љупчо Георгиевски, Љубе Бошковски, Заев, Шекеринска, Димитров и уште понатаму да не набројувам, кои повикуваат народот да гласа за и да се самоуништи. Од другата страна имаме чисти политички фигури, без никакви хипотеки, предводени од лидерот Христијан Мицковски. И затоа викам, единствено добро у целата оваа ситуација во која сме втурнати како држава е што народот ја направи паралелата, ја препозна разликата меѓу сите овие транзициони политичари со милион хипотеки позади себе и оваа нова политичка гарнитура која не им наредува како да постапуваат и им вика дека се свесни, паметни, разумни, да си веруваат самите на себе и да постапат како што ќе постапат, а од другата страна ги имаме Бранко, Љупчо, Заев, кои ги насочуваат и им кажуваат што да прават. У 27 години како они гравитираат во политичката сцена во Македонија, никогаш исправно не ги насочили. Ниеден паметен совет не дале. Тоа е разликата и тоа е единственото добро што излезе од целиот овој процес. Христијан Мицковски да го направи тој потек пред граѓаните, упати една снажна порака, додека некои се поклонуваат на некои туѓи идеали и за некои туѓи интереси. Христијан Мицковски порача дека само оној што ќе се поклони пред својот народ може да ја добие неговата доверба и може да го поведе тој народ во одбрана на интересите национални државни. Тоа е јасна, чиста порака која и по фидбекот што го добиваме од граѓаните ја прифатија и ја поздравија.
Господине Божиновски, познато е дека ВМРО ДПМН е за ЕУ и НАТО, но е против договорот со Грција. Кажете ни, според ВМРО ДПМН, зошто овој договорот преспа е штетен? Што може да изгуби, а што може да добие Република Македонија со овој договор? Значи, видите, овој договор е штетен, овој договор е проблематичен по сите основи. Значи, цело ова време ние ги повикуваме политичките противници од СДСМ, дајте луѓе да поразговараме за овој договор, да го разгледаме член по член. Мора јавноста да има увид за што се зборува и за што евентуално треба да гласа или да не гласа на 30 септември. Значи, никаде до сега СДСМ не сака да прифати дебата во врска со овој договор. Се со една димна завеса, се со една манипулација дека се гласа за Европска Македонија и што уште не. Не е така. Овој пат не се гласа за Европска Македонија. Овој пат се гласа дали ќе го прифатиме капитулантскиот, понижувачки, крајно штетен договор за Република Македонија и незините граѓани или нема воопшто да го прифатиме. Значи, ние ги повикуваме по сите основи и на централно ниво, еве и на локално, ако организирате вашата телевизија, да се соочиме, да го разгледаме член по член, да имат граѓаните точно увид и перцепција што содржи, каква штетност носи со себе овој договор што го прифатија. Значи, договорот е проблематичен целиот. Меѓутоа, има три дела што се онака посебно проблематични, што ги истакнуваме, тоа е во воведниот дел и членовите 7 и 8. Во воведниот дел, Република Македонија со потпишување на договорот од страна на Димитрово Преспа, прифати да се откаже од сите претходни победи, од сите претходни позиции изградени, стекнати на меѓународен план во овие преговарачки процеси. Чи се откажува од резолуцијата во Обединетите нации, од времената спогодба и се откажува од пресудата во Хаг, каде што на Република Грција и се наложува да не го кочи евроатлантскиот и европскиот интегративен пат на Република Македонија. Ние со ова се откажавме од тоа. Понатаму се губи целосно институционалниот идентитет. Значи, неколку пати и повторувавме и ги повикувавме да не демантираат за ова и тоа нормално не се случи. Па за да може пред некој ден да го гледаме Пендаровски, онака мртов ладен, да ни објаснува дека нормално е да не се вика македонска армија, затоа што не биле само македонците во македонската армија, дека нормално е да не се викало македонска радиотелевизија, зашто не ја гледале само македонците, па да не убедува дека нормално е дека не треба се вика влада на Република Македонија, туку да се вика влада на Република Северна Македонија. Цело време ги повикуваме да не демантираат за губењето на тој институционален идентитет и тоа не се случува. И на крај оној посебно штетен член 8 од договорот, каде што предвидува ревизија на образованието, историјата и археологијата од страна на две комисии на двете држави. Со договорот велат експертите дека не е проблематично само името Република Северна Македонија, но еве и вие како што велите дека веќе се задира во историјата, географијата и во сите области од општествениот живот. Вие се согласувате со тоа? Еве пак да се наврата на тој член 8 од договорот. Значи, во него е предвидена обврска да се направи комисија под 7 члена од првата страна, тоа сме ние, не ни смеа да не ословат со името, и втората страна, тоа е Хеленската република, да направат комисија од 7 члена и да започнат со темелна ревизија на образованието, историјата и археологијата. Абсурдот да биде уште поголем, договорот уште не заживеан во правниот систем во Република Македонија, се уште не подпишан од председателот на државата. Слушнаме дека комисиите веќе се формирани, поранешниот амбасадор Габер е лидер на таа комисија предводена од македонската страна, и дека веќе почнале на реализација и исполнување на овие обврски што се предвидени во членот 8. Че со ова ќе добиеме еден целосен хибрид од образование по теркот на Грција. И тука е еден од поголемите проблеми,
да на секој наш, зборам наш, на став на некој академик, некој професор, во врска со историски настан, случка или така натаму, а што нема да се допадне на втората страна, на комисијата што е предводена од грчката страна, тоа ќе ни представува кочница, за секој некој наредно поглавје што ќе го отвораме во преговорите со Европската унија. Значи, договорот и овој член што го споменавте вие носи проблем затоа што ќе ни се ревидира и образованието, и науката, и археологијата, и историјата по грчки терк, по нивно барање. Меѓутоа и понатаму, еве да претпоставиме, да помине секако што предвидува Заев, и овој договор не влезе во правниот систем во Република Грција, биде укинат од Уставниот суд, ние веќе сме имали исполнет овие негативни обврски уште пред време, пред да заживее, нели, и во двете страни подписнички на овој договор. Од друга страна, за овој договор и фера да се каже. Значи, македонскиот народ е мнозинство во Република Македонија. И македонскиот народ нема резервна држава. И треба многу да внимава како и што ќе постапи на 30 септември. ВМРО ДПМН деновиве го обвини СДСМ дека се подготвува да го фалсификува референдумскиот резултат, а пак Мицковски во Штип ја обвини владата за џабе фрлени пари во кампања. На што се должат ваквите ставови? Прво, еве околу кампањата. Значи имаме ние напад на сите сетила, на сите медиуми со кампањата за Европска Македонија. Кампањата е манипулација. Кампањата е лага, повторувам. Че овдека не се гласа за дали Македонија да влезе во Европа. Овдека се гласа дали ние ќе го прифатиме тој договор или нема да го прифатиме. Значи, чиста манипулација е ова што го прави Зоран Заев и СДСМ сите овие денови. Чисто поигрување и поценување на интелектот на македонскиот граѓанин. За кое бесплатно здравство они зборуваат во Европската унија? Зарем мисла дека некој може да им поверува на таа лага? Па прашајте ги во Битола, во Дојран, колку грчки држављани доаѓаат за стоматолошки, за други здравствени услуги. Зарем има таква потреба ако здравството во Европската унија им е бесплатно? Зарем некој ќе поверува, па имаме ние роднини, пријатели, секој од нас кои деца им се школувани во странство. Кој ќе поверува на таа шарена лага дека во Европската унија образованието е бесплатно? Значи, ова е класична манипулација што се прави со граѓаните. Ова е извртување на тезата околу референдумот. Да не се зборува за договорот, туку народот целото внимание да му е свртено кон Европската унија и кон НАТО. Па видите што прават. Значи, завчера излегува министерката Мила Царовска заедно со премиерот и најавува зголемување од 1 јануари, ако не се лажам, зголемување на социјалната помош за 300% и сега од, не знам, 50 евра ќе се качала на 12.000 денари, на 200 евра. Значи, не ми се верува со какво чувство на подсмев се однесуваат со македонскиот граѓанин. Значи, сите денеска зборуваат, да, ќе земеме социјална помош 200 евра, кога ќе земеме плата од 500 евра, што ни ја ветија. Во делот што го споменавте околу изигрување на референдумската волја, ќе го повторам она што претходно го напоменав, дека македонскиот народ нема резервна држава и македонскиот народ се чувствува дека доколку масовно излезе, може да биде нагласан од другите етнички заедници во Република Македонија. Мора да бидеме фер и да го кажеме тоа честно и искрено. Ние сакаме
сакаме соживот, но не преку вакви манипулативни референдуми и вакви прифаќања на договори кои ќе ја чинат и Република Македонија и граѓаните на Република Македонија. Тие не сакаат да зборуваат за договорот, не сакаат за штетноста, не сакаат да споменат за сите импликации што реално ќе ги ударат под джеб граѓаните со промена на патните исправи, со промена на сето останата документација. Нив само Европа им е во уста. Тоа не е вистина, тоа е лага. Овој референдум не е за Европска Македонија. Кривична пријава против премиерот Зоран Заев за нудење подкуп поднесе ВМРО ДПМН во обвинителството. Врз основа на што е поднесена оваа кривична пријава? Видете, почекавме 3 дена од настапот на Зоран Заев на еден, како да го наречам сега, предизборен собир во Крива Паланка. Почекавме 3 дена да видиме дали барем малку функционира правниот систем и во Република Македонија. Очигледно ништо во тој дел не функционира и тоа е голем срам и за јавниот обвинител, голем срам за судството, голем срам и за народниот правобранител. Значи, на тој предизборен предреферендумски собир во Крива Паланка, Зоран Заев јавно призна дека вршил поттик за правење подкуп за изборен глас. Тоа е кривично дело, казниво со закон и тука нема прочка. Со таа негова изјава се прекршени 4 закона во Република Македонија. Кривичниот законник, законот за референдум, изборниот закон и законот за спречување на корупција. Ќе го споменам само едниот член што е прекршен, 162 член од Кривичниот законник, каде што се вели дека секој оној што ќе понуди некои средства или корис за остварување или неостварување на избирачки глас, ќе се казни со казна затвор најмалку од 5 години. Че Зоран Заев на тој собир, како што видовме по медиумите, јавно си призна дека го поттикнал еден од странските инвеститори, еден бизнисмен, да им сугерира, да ги мотивира своите вработени, па идем нареди, масовно да излезат на референдум, затоа што тоа било добро за нив и за државата. Па и дека му кажал да им даде некоја, како што му е вокабуларот на Заев, паричка повеќе, за да биде таа стимулација вака подгурната. И не застана тука, кажа дека наредните денови ќе ги охрабри другите бизнисмени, менаџери, како што вика Заев, тие со повише парички, да им дадат некоја пара, некој денар повеќе на своите вработени, за да еве вака масовно излезат на референдум. Тоа е класичен подкуп, тоа е казниво со закон и повторувам, ова е срам затоа што 3 дена молчеа и јавниот обвинител, и основното јавно обвинителство, и правобранителот, и сите надлежни институции. Поради тоа, ВМРО ДПМН поднесе кривична пријава и очекуваме експресна реакција по ова, како што има експресна реакција во некои други вакви случаи. Видете, никогаш македонскиот народ не бил по-потценет и понижуван како што се случува сега од Заев, од Димитров и од целата негова екипа. Че никој не повикал македонскиот народ да биде камшикуван како што тоа го повика Зоран Заев. Од друга страна, тој истиот Зоран Заев кој не ја вадеше од уста дебатата, сега од дебатата бега како ѓавол од темјан. Тој истиот Заев кој на сите страни зборуваше дека кој ќе дојде на власт, дебатата ќе биде основното средство да комуницира, да се изнаоѓаат идеи. Тој бега од дебатата, еве веќе колку дена, не прифаќа дебата со Христијан Мицковски, председателот на ВМРО ДПМН. Меѓутоа, не е тоа дебата само со Христијан Мицковски, тоа е дебата и со граѓаните на Република Македонија, да го слушнат тоа што го разговаравме сега пред малку, сите расчленети, сите одредби од договорот, па да објасни
Зошто прифати да се изгуби македонскиот идентитет, институционалниот идентитет, зошто прифати само укинување на македонецот, зошто прифати менување на сите лични карти и она образование и историја што го споменав, нека повели, нека разговара, нека дебатира и со Кристијан Мицкоски, председателот на ВМРО-ДПМНЕ, но и со граѓаните. Значи, тој Зоран Заев, што седеше на ова столче, што се конеше во дедовината и во нивата од која е црпнат, што одеше по жицата македонска, дедовината ја предаде, а жицата ја скина и ја прекрсти во северно македонска. Повеќе универзитетски професори, но и ВМРО-ДПМНЕ предлага владата на Република Македонија да побара мислење од Венецијанската комисија за амандманите на Уставот на Република Македонија, што ќе произлезат од договорот пред да ги достави до собранието. Зошто побаравте? Видите, ова е можеби едно круцијално прашање во овој момент и ние у неколку наврати го повикуваме Заев и повиканите од другата страна, од владата на Република Македонија, да кажат што планираат, со какви уставни измени ќе влезат доколку референдумот помине позитивно и граѓаните, позитивно зборам, доколку биде задоволен цензусот да излезат 50 плюс 1 од запишаните избирачи во Република Македонија, некаде околу 903.000, и доколку половината од нив гласаат афирмативно, гласаат за, какви уставни амандмани ќе внесе во собраниската процедура. Тие одбиваат тоа да го соопштат, а во една изјава самиот премиер кажа дека доколку сега се соопшти тоа, на граѓаните може да им се влие затоа што ќе им било непријатно кога ќе слушнат зашто треба да гласат. Че еве го повикуваме Зоран Заев и неговите соработници од владата, нека излезат пред граѓаните, имаат уште 7-8 дена до молкот, да кажат какви уставни измени, какви уставни амандмани предвидуваат после тоа. Не може, значи, во една прилика кажа дека со еден амандман ќе го менуваат цел устав. Дали некој у таа влада постои што малку овака професионално, правнички и врз основа на искуство и соработка со уставни експерти, да им објасни на луѓе дека тоа не може да се случи со еден амандман, да им објасни дека во Уставот на Република Македонија Република Македонија се споменува 193 пати. Тоа причинско последично повлекува дека најмалку 193 амандмани треба да има на таа тема. Дополнително, оние придавките македонско, што се откажа од нив во договорот со Грција, значи и за нив треба амандмани. Нека излезе и нека соопшти додека трае ова кампања за референдумот, нека соопшти пред граѓаните, нека знаат, па на 30 да си размислат што да направат. Дали да гласаат или да абстинираат. По повод предстојниот референдум, Република Македонија ја посетија повеќеми на високи европски и американски функционери. Дали според ВМРО-ДПМНЕ овие посети на Македонија се поддршка на граѓаните на Македонија за референдумот или пак представуваат некаков вид притисок пред референдумското изјаснување? Вака, еве, да ви на почеток одговорам со едно кратко прашање, контрапрашање. Дали мислите дека доколку се беше во ред со договорот, доколку навистина розева иднина не чека со прифаќање на овој договор после 30 септември, дека со негово масовна поддршка славините на Табановци и на Богородица доле ќе се одвртат и ќе почне мет и млеко во државата да тече? Дали навистина мислат дека ако се ова беше така, имаше потреба да дојдат овие уважени светски лидери во посета на Република Македонија како никогаш досега? Тие лидери се секогаш добредојдени во Република Македонија и на сите овие посети што ги остварија, една од посетите беше посета во седиштето на ВМРО-ДПМНЕ и средба со председателот Кристијан Мицкоски. На сите нив им го
пренесовме овој став што го разговараме и вечерва со вас, дека ВМРО-ДПМН никако не може да прифати ваков капитулантски штетен договор кој ќе произведе несогледливи последици за Република Македонија. Значи, со нив имаме пријателски разговор, значи, еве, од сестринската партија дојде лидерот Курц Мерк, значи, со сите нив направивме и ние средби и им го пренесовме нашиот став. Тој нивен став што е за да се излегува на референдум и да се гласа за или против, нашиот став е уште поширок од тоа и им велиме на луѓето, проценете сами дали треба да излезете или треба да абстенирате. Значи, ставот на странските дипломати ние го имаме офатено во уште еден поширок став и им даваме слобода на граѓаните по собствено мислење. Значи, да нема лаги, да не се пуштаат лажни информации. ВМРО-ДПМН од секогаш било за Европската унија и НАТО интеграцијата на Република Македонија. ВМРО-ДПМН е првата партија што ги зацрта овие цели кон кои ќе се стреми во независна Република Македонија. ВМРО-ДПМН никогаш во своите надворешни стратешки цели нема да се откажи и сегаш ќе се стреми кон Европската унија и кон НАТО и стратешко партнерство со најголемиот сојузник Соединетите Американски држави. Но од друга страна, ние имаме договор со кој доколку влезе во правна сила, ние треба да живееме со него, а штетноста мораме искрено честно да им ја образложиме на граѓаните. Уставниот суд веќе даде зелено светло за одржување на референдумот на 30 септември. Дали можеби ВМРО-ДПМН очекуваше поинаква одлука од ова? На кратко ќе дадам одговор на ова прашање. Сублимиран од сето она што овие ден-два го прочитав, мислење на многу експерти по уставно право, на академици, на други професори. Тажен ден за судството во Република Македонија и рече си едногласно е дека е ова политичка одлука. Една од судиите имаше исцрпно излагање и кажа дека се прекршени најмалку 4 од 7 законски услови околу распишувањето на одлуката за распишување за референдум. И од друга страна, слушнавме од еден уставен судија дека се вршело некаков притисок врз судиите, па еве ги повикуваме институциите доколку има вистина во тоа да пристапат, да истражат и новинарите во Република Македонија, истражувачкото новинарство некако почна да стагнира. Еве им прилика да истражат кој тоа вршел притисок во врска со одлучувањето на Уставниот суд во Република Македонија. Господине Божиновски, според вас ќе успее ли референдумот? Што ќе се случи доколку референдумот биде успешен? Дали ВМРО-ДПМН ќе ја почитува одлуката или пак можеби ќе бара предвремени избори? Што се однесува до референдумот, ќе чекаме волјата и мислењето на граѓаните. И како што кажа председателот Мицкоски, после таа нивна одлука, дали ќе излезат или нема да излезат на референдум, ние ќе се поклониме на таа одлука и тоа ќе биде тоа. Не може Заев да ги лаже луѓево дека овој референдум е идентичен со референдумот во 1991 година. Со тој референдум ние добивме своја држава, добивме независност, добивме свој устав и сите белези национални државнички. Овој референдум е тотален опозит на тоа што се случуваше 1991 година. Со овој референдум се поништува се што е досега стекнато. Се поништува и уставот, и македонскиот идентитет, и се откажуваме од малцинствата, и сето она што како придобивка го имавме досега. Ме прашувате за предвремени избори. Да, на Република Македонија им е потребна нова политичка гарнитура.
на Република Македонија граѓаните очекуваат предвремени избори и смена на оваа власт. Првиот шамар што гарнитурата што претходно ја набројав, Црвенковски, Заев, Љупчо Георгиевски и сите останати, првата метла од граѓаните ќе ја добијат на 30 септември. Но тие очекуваат не и поради оваа понижување што не го приредуваат, не и поради ова што не метнаа во оваа игра, од која ќе трпиме последици доколку успее да се реализира до крај. Тие очекуваат затоа што имаат многу реални проблеми. Затоа што имаат многу екзистенцијални проблеми кои им се натрупа овие година и половина како Зоран Заев и владата ја практикува и злоупотребува власта. Значи, тие очекуваат превремени избори да се случат поради тоа што јавниот долг во Република Македонија надмина 5 милиарди евра, а државниот надмина 4 милиарди евра. Имаме задолжување на дневно ниво. Имаме 0 странски инвестиции. Бруто домашниот производ катастрофален. Тие очекуваат избори затоа што земјоделците се подгазени, починети како никогаш досега. Да не ги споменуваме сите оние откупни цени за гарантирани што ги најавува, а што се случуваше со кајсиите, со зелките. Тие очекуваат избори затоа што не прифаќа да намалат акцизата за нафтата. И затоа што 2016 година плаќа дизел, евродизел за 39 денари, сега плаќаат 66 денари. Граѓаните очекуваат предвремени избори и очекуваат нова политичка гарнитура. Затоа што во Република Македонија црното се прави бело, а ненормалното ве убедува дека е нормално. Во Република Македонија имате студенти што спијат по студентски домови, а деца на министри добиваат стипендии од најскап формат и платени сместување во тие градови, иако имаат собствени живеалишта таму. Во Република Македонија имате парадоксални случаи на фризерка ноншалантно се прешалтува во административец во МЕПСО. Во Република Македонија нема никаков одговор докаде истрагата за убиството на Мартин Јанушев. Поминаат 10 месеци од ликвидацијата на младиот Мартин Јанушев во Скопје, немаме никакви податоци. Немаме информација докаде е убиството на младиот навивач Саздо. Тоест, дали двајца или тројца били учесници во овој свиреп злочин. Во Република Македонија мегафоните занемеа и затоа луѓето прават притисок и барат предвремени избори. Додека тажната судбина на Тамара ја злоупотребија за предизборни цели, сега јадното девојче што почина Ева, нема никој не смее уста да отвори за тие деца. Во Република Македонија луѓето гледаат дека криминалци се пуштаат на улица, а дека патриотите се затвораат во затвор. Македонија стана небезбедна земја за живење и тоа граѓаните не можат да го поднесат повеќе. Во Република Македонија имате примери да зборуваме уште 2 вакви емисии што се злоупотребува и како се злоупотребува. И органите на државата, меѓутоа и судската власт. Вие имате судење за монструми за диво населје во Куманово, каде што у 5 месеци се закажуваат 5 рочишта, а за судењето на 27 април, за судењето на македонските патриоти, за 5 месеци се закажуваат 70 рочишта. Настаните судењата за монструми и диво населје се одлагаат заради тоа што одеднаш му се слошува или му станува вака уморен сведокот или ненадејно судијата оди на боледување, додека ваму рочиштата се одвиваат ден за ден. И
може да повторуваме пак велам, може да повторуваме овака уште две емисии што се случува во Република Македонија. Па што се случи со филмот? Го цензурираат филмот, за овој филмот на Јани Бојаджи, за да утре задутре филмот на меѓународен престижен фестивал добија награда. Ради сите овие реални проблеми што ги тангираат луѓето, ради сите економски политики штетни, цунами штетни политики на Кочо Анѓушев и на Тевдовски и на Заев, и ради ова претходно предавство и понижување со договорот со Грција, граѓаните очекуваат избори, очекуваат нова гарнитура, не гарнитура на власт да фатена со рацете во мед, со фондот за иновации, со таква злоупотреба на државни народни пари, со делење пари на снашки, на сестри. Имате премиер кој излегува и вика, бе, тоа е направено, ама не можем ги сменам, нема со кого да работам. Тоа е недозволиво, неодговорно спрема својот народ. Господине Божиновски, дали вие лично ќе излезете на гласање и ќе гласате на референдумот? Дали ќе се изјасните? Значи, прво 30 септември е убав ден, христијански празник. Празникот вера, љубов, надеж и мајка ми Софија и е именден на мојата ќерка и затоа за нашето семејство е убав ден. И не, јас нема да излезам на престојниот референдум и не постојат никакви уцени, никакви притисуци кои можат да ме натераат да излезам, да јас, како Игор Божиновски, да излезам за да го прифатам овој капитулантски штетен договор од Преспа. Пратеници на ВМРО ДПМН веќе на своите Facebook профили најавуваат и пишуваат дека нема да ги поддржат уставните измени за промена на уставното име на Република Македонија. Еве, накратко да го прокоментираме ваквото изјаснување во врска со предстојниот референдум на пратениците од вашата партија. Точно така, изминатите ден-два, пратениците на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија започна со јавни искази на социјалната мрежа Facebook, со јавна порака дека нема да прифатат промена на устав, со цел промена на уставно име, и тоа не е за чудење, затоа што, како што споменав и претходно, ние имаме перманентен контакт со пратеничката група. Пратеничката група е стабилна, свесна е за тежината на задачата што кога ова прашање ќе се префрли нели во нивниот двор. Меѓутоа, од друга страна, луѓето се крајно мотивирани, патриотски настроени, национално освестени и целокупната пратеничка на група на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија го дели овој став, и тоа впрочем е и надовржување на она едно од начелата по кои се водевме сите овие изборни програми на ВМРО ДПМН до сега, дека ВМРО ДПМН не прифаќа промена на устав со цел промена на уставно име Република Македонија. Пред самиот крај на емисијата, која би била вашата порака до граѓаните на Република Македонија во пресрет нели на референдумот? Значи, на граѓаните на Република Македонија, на моите сограѓани, на моите комши, на моите пријатели, можам да им порачам дека за мене, ама и за нив, верувам, затоа што имаме константни контакти, муабети, разменување на мислења, дека Република Македонија за сите нас не обединува, таа е нашата љубов, нашата емоција. Република Македонија е нешто за што вреди да се работи. Граѓаните се обединети околу ставот дека се против промена на уставното име и против овој договор кој носи многу опасни ризици, кој отвара
многу повеќе прашања отколку што затвора други прашања. Така да македонската кауза е жива. За Македонија вреди да се живее, да се работи и да се жртвува. И верувам сите заедно сложно ќе зачекориме напред и Македонија ќе победи на крај. Господине Божиновски, ви благодарам уште еднаш на вашето гостување, нели издвоеното време да дојдете и да поразговараме за ова најактуелно прашање во моментов. Ви благодарам. Тоа беше се за вечерва. Вие, почитувани гледачи, останете со програмата на Телевизија Плюс. Се гледаме за 2 недели. Пријатна вечер.